Добро, јас си обично и не се спремам вака пред подкасти, чисто за да биде и што е можно по реален муабет, по искрен, бидејќи е наменето главно за средношколци примарно, но и за некои луѓе кои не се средношколци, а замислуваат да запишат факултет. Чисто е како една опција, бидејќи главниот поттик беше, јас кога се запишував на факултет, беше тоа интуитивно некако, беше недоволно јасно. Ете и со Андреј баш правевме муавет. Мислам, како влегуваш на факултет и како појасни ти стануваат работите, така сваќаш кое е твоето идно место, која е твојата идна позиција утре во општеството меѓу луѓето, значи која вредност ти на крајот на денот им ја носиш на луѓето околу тебе, што можеш да понудиш и врз основа на таа вредност што ќе ја понудиш, на тие способности, потоа да бидеш компензиран со пари. Така што тоа е целта некако на муабетот, на разговорот со ваши колеги, со наши колеги. Чисто ете да позборуваме помалку за секој факултет, значи како е уреден факултетот, како се поделени насоките на студирање, кои се други некои воннаставни активности за кои студентите имаат можност во кои можат да се впуштат, така што тоа е. Затоа сте повикани денес како представници на Машински факултет Скопје. Добре, јас да се заблагодарам што ни давате можност и на мене и на колегата Андреј да видиме дел од вашиот подкаст. Да ги поздравам слушателите, гледачите и да кажам дека навистина ми е многу драго што конечно студентите некако се организираат да им помогнат на идните генерации студенти, да им дадат некаква слика, да имаат една визија што каде можат да добијат на факултетите и да се надеваме дека и оваа ваша, јас ќе ја наречам емисија, полесно ми е. Не е погрешно. Да, добро. Веќе со овие модерни изрази и јас веќе се гувам и ја веќе стариам, не можам све да следам. Ќе им дадете можност веројатно на овие млади луѓе да имаат избор да останат во државата пред изборот да заминат надвор. И мислам дека и колегите мои што биле од другите факултети и колегите студенти од другите факултети, предпоставам дека дале некаков придонес кон таа цел, да може да направиме нешто подобро за државата во која што живееме. Да. Апсолутно, некако сме обезхрабрени сме уште од почетокот, уште од основно, би рекол, дека тука не ја бива работата, дека не е добро, но како разговарам со луѓе, како ги правам подкастите, се трудам разговорот да не е само розев, да не ги прикажеме само убавите страни, дека се е во ред. Не е се во ред, но ете да извадиме една светла полка и да дадеме охрабрување, кои се сегашните можности и каде има можности за, да речеме, за унапредување на образованието и на секој факултет. И некако разбирам дека има многу повеќе можности од тоа што ние нам представен. Значи не е толку страшна ситуацијата. Добро, сега не знам како што рековте, не ставаме розеви наочари и нема да го представиме тоа дека е светот едно место каде што сите живеат убаво. Не, светот е суров. Сурово и надвор, многу е сурово надвор. Странство е многу тешко, многу лошо. Меѓутоа, пак ќе кажам, не одам во таа насока, она стара изрека Америка и Енглеска биче земја пролетарска. Не го кажувам тоа дека е страшно. Навистина, условите за живот се подобри можеби таму, со добра заработувачка, секако. Има огромни недостатоци за кои што треба сами да се грижите. Овде за нешто има некакво системско решение останато од минатото, кое што на некој начин се уште функционира, но клучно е дека и таму, и тука човек може да успее ако биде посветен на она што го работи. Значи треба труд, вложување секаде во светот.
пари од небо не паѓаат, освен ако не се занимавате со некаков нечесен бизнис. Точно. На чесен начин да заработите можете да го продаете своето собствено знаење на многу мултинационални компании кои што, на некој начин имаат и допир со нашата татковина, а од друга страна ние со овие можности што ги даваат новите начини на комуникација, интернетот, работа на далечина и така натаму, можеме од овде да сработиме доста, иако не сме во IT секторот. Че за секој еден има многу можности за работа надолу. Јас ќе кажам за било кој, за архитектура да кажем. Не може еден архитект да седне да направи проект на база на одредени податоци и да го испрати. Овде ќе го сработи, така ќе добие надаместа. Не можат да имаат правни консултанти, не можат да имаат решенија за машинство, не можат да имаат решенија за, да го исклучам, не можат да имаат решенија за електрика, све може, меѓутоа нели, со тек на години ќе го вие осознаете тоа повеќе, ние веројатно се уште ќе се држиме до нашите стари начини на користење на литература и нема да читаме од лаптопот, него ќе читаме се уште од книгите. Но тоа е, светот е така, нуди големи можности, стандардот овде е лош. И не гледам дека луѓето се иселуваат од овде, поготоа младите, затоа што имаат проблем. Нема никој проблем овде во држава, се уште е мирно општеството и се надевам така ќе остане. Сите се на некој начин снаоѓаме. Имаме каде да живееме, дали дом на своите родители, дали собствени домови, че придежно се луѓето обезбедени овде, заминуваат веројатно пак заради на сонцето што рековме, односно за целата општествена политика, која што состојба во државата, која што едноставно ја навредува интелигенцијата на младите луѓе. Се чувствуваат навредени од она што го гледаат секојдневието што се случува и мислам дека голем дел од луѓето, иако одат за да заработат за подобра заработувачка, голем дел од луѓето веќе одат токму од тие причини што едноставно сакаат да не им биде навредена интелигенцијата и сакаат да живеат еден нормален, спокоен, секојдневен живот без некој да им раскажува приказни и да кажеме да ги прави просто речно будали. Ама ајде, избегавме многу политика, не е тоа темата, рековме да зборуваме за машински факултет. Ја така која ќе ви кажав, зборам, па вие прекинете ме, па Андри нека се вклучи малце. Да. Видите вака, значи прво и основно машински факултет е формиран 59-та година, односно тогаш се формирани студиите по машинство на тогашниот технички факултет и сега, следната година, 2024, се навршуваат 65 години од постоењето. Ние 60 годишнината заеднички ја прославивме со колегите од електротехничкиот факултет или сега како се нарекува ФЕЙТ и од технолошко-металуршкиот факултет. Значи 60 годишнината ја одбележавме заедно токму затоа што заедно бевме од тој технички факултет и тогаш се почнати насоките. Прв студент дипломиран, па мислам дека индекс број 1 носеше сега веќе покојниот професор Илија Камчевски. Така. Бил број 1 индекс на машински факултет, завршил и беше и долгогодишен професор по предметот машински елементи. Така да имаме една традиција долгогодишна да имаме многу студенти, имало падови, имало успони, навала имало голем број студенти. Јас, мојата генерација, 89-та кога се запишував јас на факултет, бевме повеќе од 750 студенти, мислам дека 1000 одеше бројката со оние што беа презапишани. Како сега на Финки. Како сега на Финки. Тоа не се повтори за жал. Не собираше зградата на машински факултет.
Како сега на Финки. Како сега на Финки, со Електро имавме заедничка зграда и ден денес делиме со нив зграда, ама во тоа време и они беа голема бројка студенти, и они беа повеќе од нас. Па во тоа време исто така се снаоѓа тогашните декани, тогашната управа, продекани, што каде како, и ние имавме настава малтене во 4 смени, односно од Сабајле и попладне на Машински факултет, меѓутоа паралелно другата паралелка одеше на Педагошка академија, таму имаше помалку студенти, па имавме доста простор, огромни амфитеатри каде што се држеше настава. Исто така сме доаѓале и во ситуација да имаме исклучително мал број на студенти. Сето тоа се должи на падот на индустријата. Знаете како, 89-та се уште имаше железара, се уште имаше Факом, се уште имаше, мислам дел од овие, нели постојат компании, Металски завод. Да. И потоа нагло сето тоа престана да функционира. Се напуштија и оние капацитети за производство на енергија, каде што стварно работеа машински инженери. Едноставно, некако веројатно моите генерации студенти и тие после нив видоа дека можеби е поедноставно да се најде работа и подобро да се заработи ако се биде економист или правник. И тоа стварно успешно одеше години и потоа некако се вративме пред 6-7 години имавме убава бројка околу 400 студенти. Мислам дека тоа е оптималната бројка со која што ви требало факултетот да работи, ќе бидат задоволни и студентите и наставниците. Во една генерација 400. Да, 400 студенти во една генерација би била оптимална бројка. Ние имаме капацитет да примиме 600 студенти и така ние и огласот го пуштаме. Меѓутоа од 350 до 400 ако добиеме бројка, тоа би било убава бројка за работа. Значи и групите ќе бидат тамам, нема да бидат преголеми, нема да бидат мали, ќе може професорите да работат со тие групи без да некој биде запостоен, ќе може убаво да се пренесе знаењето, ќе бидат нели тие студенти задоволни. За жал немаме толку студенти, од година во година бројот на студенти опаѓа и сега јас овде ќе ги обвинам колегите од Финки, вратите ни ги студентите, се шалам, а мене ми е драго кога во соседството се случуваат овие работи. А они се наши соседи и кај нив кога има голема бројка на студенти, тоа е добро за целиот кампус. На некој начин секогаш со нив може да се соработува, со нас може да се соработува. На крајот постојат и мултидисциплинарни студии кои што, да кажеме, покриваат многу работи кои што еве ќе се зачудите, меѓутоа еве јас не знам некој од вас дали е отправен. Ние работиме исклучително многу во делот на прописите за, еве, најпросто да кажеме, сте слушнале, предпоставам, хомологација на возила. Нели, увоз на возила. Сето тоа се темели на прописи. Нашите професори што го работат, мора да ги знаат прописите. Така, има соработка. Ние сме ангажирале консултанти од правен факултет за одредени работи, се соработува да се прави. Сме ангажирале од градежен, сме ангажирале од архитектура, сме ангажирале од електро. Значи, таа мултидисциплинарност треба да постои и на крајот треба да видиме малце пошироко во светот. Голем дел од универзитетите знаат да ви дадат комплетна изборност со минимум критериум кои што мора да ги имате како задолжителни предмети, а на крајот вие добивате една студиска програма која што поврзува биотехнологии, тука може да влезе и технолошки, и медицински, и ветерина, и машински, и електро. Така, значи нема веќе граници, нема веќе никакви граници. Абсолютно. И јас знаете како пред многу години некако се заговараше ајде ќе го делиме УКИМ. Ќе направиме 5 УКИМи, зашо па ќе имаме 5 ректори, зашо еден да биде ректор. Па почна да ги делат факултетите полека, па од Шумарски мислам произлезе факултетот за дизајн. Мевел, да. Па од природно-математички и од ФЕЙТ излезе Финки и така натаму. И денеска гледаме дека ние имаме професори, немаме голем број студенти, и викаме, зашо ни се споиме?
Така, ќе имаме повеќе Точно. студенти, Точно. ќе имаме повеќе студенти, ќе имаме повеќе професори на истите Наставен студенти, кадар, ќе имаме многу повеќе капацитет да им пружиме знаење на студентите. И нели, па ќе се вратам ја на тоа сонцето и политиката. Вие сте релативно млади, меѓутоа ние имавме држава од 22 милиона, сега се сведовме на држава од 1.300.000. Бевме држава за почит, кога се растуривме, станавме тоа што сме сега и животариме. Така да со делењето ништо не се прави, мислам дека треба да се укрупнуваме, да бидеме појаки и истото важи и за овие универзитети кои што државата ги отвори. Мислам дека тоа е комплетно погрешна политика, но тоа е друга тема. Се вратам на машински. На студентите им нудиме во овој момент 10 студиски програми. Тие 10 студиски програми се доста интересни, секоја за себе. Најголем интерес привлекува студиската програма Индустријско инженерство и менеджмент или така наречен директорски смер. Морам да кажам така. Добро. Тоа во наше време беше организација на производство, се викаше, па го викавме директорскиот смер. Тој што надгледува. Да, тој што надгледува, мислам дека Андреј тамо и затоа и го кажав. И да го малце лажам, малце се они паднати, сепак предност во делот на интересот има индустријски дизајн. Значи, пред едно 20 години воведовме студиска програма која што се нарекува индустријски дизајн, која што не произведува машински инженери, можеби зборот произведува несоодветен, затоа што нели студентите не се производ, студенти се колеги и се образуваат кај нас. Значи, не образува машински инженери, но образува инженери. Значи, они се дипломирани инженери од областа на индустријски дизајн. Но нивните студиски програми се обоени со математика, со механика, со основните принципи на инженерството повеќе, отколку да се целосно насочени кон машинството, и потоа доаѓа она што јас секогаш го викам делот на уметност, она што го носат во себе студентите да можат креативно да се изразат. И за волја на истината, исклучително добро се вработуваат тие студенти, иако не им пише во дипломата машински инженери. Интересно, тоа како архитектура и градежен. Па ние доста соработуваме со нив. Имаме професори од ликовна академија, од факултетот за ликовни уметности. Имаме доаѓаат од архитектура. Во вториот циклус таму имаме малци маркетинг обоено, па доаѓаат професори од економски, да. И имаме прекрасна соработка, убава е студиската програма, па ќе кажам, не е машинство, но е наша и не ја даваме. И си ја негуваме и расте, како и сите останати студиски програми што се. Потоа, како што реков, имаат индустријско инженерство и менеджмент, таа е една од попопуларните програми. Последната година исто така многу популарна, можеби веднаш после индустријски дизајн, беше студиската програма мехатроника. Сега мехатрониката нели е спој меѓу механиката, односно машинство класично порано што го кажувавме, и електроника, електротехника. Самиот збор кажува дека е тоа некаква синергија помеѓу двете тие области. И навистина има задоволство кај студентите што ја студираат таа студиска програма, а имаат и, да кажеме, убави можности за примена на нивните знаења понатаму, тоа што, нели, кажете ми еден уред што не е мехатроника. Така, еден уред, кажете ми, еве во ова камерава имаме, сега да имаме, значи има сензори, има давачи, има, ние ги викаме тие давачи, има актуатори, некој треба некакви машини да спои, некакви елементи машински да вртат, запчаници, нешто да направат и така натаму. А на крајот на криштата, по патиштава, возила колку сакате. Не постои веќе возило без мехатронички систем. Да, во него. Изучуваат доста убави работи таму.
И тука повторно и тоа се спојува со фейт и со финки се Па да, во нивните програми се вклучени професори и од фейт и од финки и тие студенти поднаучуваат она што им е потребно од програмирање и секако она што им е потребно од електроника и електротехника за да можат да најдат начин да ги поврзат елементите да функционираат. Сега, она што за мене е фаворит последните 7 години е енергетика и екологија. Може би ќе речете се што е ова се, од каде енергетика и екологија. Така го има термоцентрали, имаме хидроцентрали, имаме ветерници, сите тие имаат машински елементи, сите во нив содржат машинство, протоци, струења и така натаму. Сето тоа се учи во таа насока, но се учи во поблага форма, затоа што имаме уште 2 студиски програми кои што е термо и хидро и таму се учат конкретно овие работи. Но зошто велам енергетика и екологија? Мене ми е драга затоа што е многу модерна темата. Но таа тема е многу модерна, од која ја бев основно. Ние собиравме весници стара хартија и ги носевме да, од куќа во куќа. Во тоа време се одеше по згради, по станови, и кој ќе донесе на голем одмор најмногу собрана стара хартија за рециклирање. И тоа никогаш нема да биде нешто неинтересно и секогаш ќе има простор да се надградува. А поготоа што сега за вашите генерации има толку многу проекти што ги нуди Европа, што ги нуди Америка, што ги нуди Јапонија. И вие со тие знаења можете да после работите во тие мултинационални компании или проекти од финансирани од други држави и така натаму. Значи има што да се научи и за екологијата и за енергетиката. Нормално го спомнавме директорскиот смер индустријско инженерство и менеджмент. Навистина таму колегите се сериозно посветени на давање на знаење на студентите и добиваат сериозни вештини за менаџирање, па има еден дел од професорите кои што работат на оние soft skills, така наречени, комуникација, и ние се вратам на тоа, само ќе кажам, на еден надпревар, многу беше интересно, организиравме надпревар за студентите. Во тимот имаше и од индустријско инженерство и менеджмент, имаше и од возила, имаше од сите студиски програми, по некој студент учествуваше во тимовите, беа едно 10 тима со по 7 студенти, 70 студенти беа внатре, и имаше сериозна разлика од начинот на презентирање, која ќе излезеше некој да го презентира проектот кој што не е од таа студиска програма и кој што направиле врвен производ, направиле нешто кое што вака го гледате и викате ова е врво. И кој ќе излезеше некој од индустријско инженерство и менеджмент и чашава ќе ви ја продаеше како нуклеарна централа. Мислам, стварно имаат вештини за таа работа. Така да, знаете, се надополнуваат сите работи и ние соработуваме доста со тие колеги во студиските програми на секоја насока, значи внесени се и од една студиска програма во друга, имаме пренесување на такви. И се наредна студиска програма е моторни возила. Таа е секогаш интересна. Еве тоа е студиска програма на која што јас држам настава. Кој не ќе кола? Значи нема нели муавет, дали навечер ќе помине некој, дали ќе шкрипне на улица, дали ќе врти подрачна, дали ќе дрифта, дали што и да направи, дали ќе го изведи алспогот, привлекува внимание и секогаш имате тема, види го овој, дали е ваков или онако, се да не употребуваме зборови кои што не се соодветни за програмата, но сепак некој ќе дојде, ама овој знаеш вакви гуми, па ова моторот ваков, па чекај ова колку троши, па лепи на овакво на седиште, па кичма крши кога ќе стиснеш газ и така натаму. Секогаш актуелна тема. И сега таа е малку иновирана, внесени се внатре овие нови погонски системи, електричните возила, батериите, напојувањата. Има еден дел кој што се нарекува интелигентен транспорт,
И тоа Така. веќе се работи, тука се веќе автономните возила. Значи, ние пробуваме да им дадеме основи на студентите за она како функционира возилото, зошто возилото се држи на патот, а не лебди, или зошто кога ќе ги надминете законите на физиката и ќе излетате со возилото. И зошто? Значи, како се држи возилото на патот и така надаму, од што е направено возилото и секако овие новините. Така да тие наши студенти се вработуваат па скоро сите ден по дипломирање, а дури и пред дипломирање во овие импортерите на возила, големите автосалони. Значи, они се гладни за нив и најчесто таму завршуваат. Голем дел од нашите студенти заминуваат и надвор на доусовршување. Така. Еден дел од нашите студенти, се зборам за целиот факултет, не само за возила, се во големи светски компании на одговорни позиции. Одговорни позиции сега се, да кажеме, во своите 40 години од животот. Што е ова? Модерни возила. Именно. Да. Ево да име сега натамо на хидро и на термо, уште две студиски програми, она енергетика и екологија е направена од нив две заедно. Така. Во да не зборам. Не, слободно. Во делот на термиката, јасно ви е, секогаш ќе има занат и работа за секогаш ќе треба минимум да има грејење и ладење, се колку е модерно да зборите за чилери. Па да земете фотоволтаици па да ја греете куќата или да ставите, не знам, топловодни овие колектори Така. за да се загревате или да произведувате струја или све, сето тоа таму се учи. Па во оној делот во хидро се учат хидроцентралите, па како се произведува струјата, ама не само тоа, него едноставно се учат струењата, динамиката на флуиди, тука се изучува, значи сериозно и навистина можам да кажам дека иако таму има најмал број на студенти, оние студенти кои што таму завршиле сериозно добро проаѓаат на пазарот на трудот. Значи, пак ќе кажам, држава е гладна, светот е гладен за машински инженери. И сега само да не ми се навреди некој од колегите, ако случајно го слушне, да видам кои ги кажавме. Индустријско инженерство, менеджмент, дизајн, моторни возила, термо, хидро, енергетика, екологија, мехатроника. Да, автоматизација и управувачки системи. Тоа е исто дел покриен од Институтот за хидро и кој што има своја студиска програма, тоа е автоматика. Така. Значи, овде учат и програмирање, исто како доста слична со мехатроника и доста соработуваат. Значи, дел од едните професори се во групата на мехатроника, овие мехатроничарите имаат дел од ова со електроправат, но повеќе се таму пневматичари, ние ги викаме автоматика преку пневматиката, со вентили, со тие елементи, иако сега се сведува пак на она контрола преку компјутер, електроника се внесува и така натаму. А ги ставивме и последната, што највише ќе ми се љутат колегите, ја кажеме последна, е материјали, процеси и иновации. Тоа е старата програма за заварување, заварени конструкции, материјали и така натаму, што е исклучително значајна, но еве, дали заради името, наставно студентите не сакаат таму да се запишуваат. Заварување, што ќе бидам јас заварувач? Не, нема да бидеш ти заварувач. Ти ќе бидеш тој што ќе ја спреми технологијата, тој што ќе го каже начинот како ова да се завари без да се направат пукнатини, да трае без да се извитопери материјалот. Значи, да биде ефикасно, која технологија и се примени, која техника, какви техники постојат, што е соодветно, кој со кој може да се спојат материјалиот. И ние кога збориме за заварување, збориме, земи го на, како викаме, Швајц апаратот народно кажано, и тере апсолутно нема врска, сега се техники на лепење, техники на сполување, со триење, значи има многу што да се научи таму, но веројатно името правеше проблем, па затоа така помладите колеги од тој институт реши ајде да пробаме да го викаме
материјали, процеси и иновации, малце да има иновации, ама еве они покажуваат еден континуитет, една стабилност во работењето и нема промена во бројот на студенти. Добро, многу зборев да се набијам во вода, Андреј, спаси ме. Па не, Андреј, еве, зборуваме често дека нема инженери, дека има недостаток на инженери, како што рече и деканот, не се исполнува оној оптимален број на студенти, а камоли па целосниот капацитет, не се исполнува ни на финки до душа. Но што мислеше ти, што очекуваше, што размислуваше кога се запишуваше на факултет? Најпрво јас сакам да се заблагодарам за поканата и мило ме што и сакам да има што е можно повеќе вакви емисии кај што нели ќе може да го испромовираме и нашиот факултет. Така. И сите факултети науки, но во едно да им помогнеме на идните студенти што ќе се запишат на факултетите. И јас исто на почеток, како и повеќето студенти, завршив средна школа во Орце и појма немав каде да се запишам, едноставно бев во Орце смер природно математичко, а знаеме смер со многу математики, наука и така натаму. И исто се мислев помеѓу повеќе факултети, конкретно помеѓу машински, електро и економски. Но за среќа тој период нели почна отворените денови науки, така да имав можност да присуствувам на два факултети. Едниот беше на економски отворениот ден, другиот на машински отворениот ден и најпрво бев на економски отворениот ден и потоа отидов на машински отворениот ден и сватев дека постои смер индустријско инженерство и менеджмент, кој е смер директорски. Да, како што кажа, директорски смер, јас сум член на тој смер. И он буквално е смер комбинација од така различни насоки, имаше многу интересни предмети, предмети што се машински, но исто така имаше и предмети поврзани со економскиот факултет. Значи ние на тој смер имаме доста соработка со професорот од економски факултет. Имавме професори што доаѓа по предметот маркетинг, по менеджмент и такви работи. Исто така тој смер ни пружа соработка со финки. Имавме конкретно два типа на програмирање исто така. И не знам, ми се види интересно тој смер и исто така знаевме дека тој смер привлекува многу студенти и решив мислам дека ова е вистинското за мене и се одлучив дефинитивно да студирам на машински на индустријско инженерство и менеджмент и можам со сигурност да кажам дека не погрешив. Ова е некако како спој, како што рековте, електроника и машински инженеринг или екологија или машински инженеринг. Ова е некако смер, да речам, превод помеѓу менеджмент и машински инженеринг, предпоставувам. Точно. Како што рековте, soft skills и така натаму. Само тој ме кажа, индустријско инженерство. Така. Тука не е тој дел го разграничуваме од оној менеджмент. Така. И дури професорите се различни, иако се наши професори, овие се во индустријското инженерство, да кажеме, ако баш ви интересира, планирањето на поставување на една фабрика, да кажеме, ви имате фабрика, се треба да изградите технологијата, која машина каде ќе застане, како ќе биде обработката, но тоа се процеси кои што се прават пресметки за да не се има загуби во материјал, за да не се има загуби во време, за да се зголеми продуктивноста и така натаму. И оваа другата страна, менаџерската, уште повеќе им дава можност за да можат да менаџираат нели со ресурси и човечки ресурси и било каков вид на потреба која ќе се појави да се изменаџира, дали ќе биде тоа набавка на материјали, дали ќе биде тоа организација во смени, како ќе се работи, што ќе се работи, се во насока да едноставно имаме зголемена продуктивност и тоа е многу важно. Знаете, треба да знаете со луѓето, да комуницирате, треба да знаете машинство за да го поставите системот и они учат машинство, класично машинство. Ние во сите студиски програми овие што ги набрав, со исклучок на индустријски дизајн, првите 2 години се потполно исти.
И таму се учи математика, статика, јако, значи целата механика, целата математика, машинските елементи, машинските материјали, хидрауликата, термиката, сето тоа се изучува за сите машински инженери. Во вторите 2 години, во еден дел некаде се преклопуваат, но повеќето се веќе стручни предмети. И се оди да го направиме студентот, како да кажеме, едноставно да го подготвиме студентот за тоа што одбрал да го студира, да биде професионалец. И тогаш ги забораваме сите оние делови од математики, механики, ама ги забораваме да не ги изучуваме, затоа што во предметите внатре не може да се снајдете ако тоа претходно не го знаете. Истото е и во индустријско инженерство и менеджмент. Значи, ние ги надградуваме со индустријско инженерство и надградуваме со менеджмент, но претходниот дел им е убаво спакуван и даден со целата подлога од инженерството, односно од машинското инженерство. Так. Кога го снимавме подкастот со технолошко-металуршки, баш спомна професор што беше од таму дека оние, ако не се лажам, ама оние лаборатории FabLab, една од нив е на технолошко-металуршки и една од нив е на машински. И сега има и трета. Така. Нели честно е, како што они биле честни за комшиите да кажат, и ние честно ќе кажеме, комшиите се Fate и они исто така третата лабораторија направија. Тоа се проекти на кои што сум јас исклучително горд, затоа што се случија во мојот мандат. Сум колку време имам. Имам многу што да се каже. И така, се почна со мојот поранешен продекан за настава, Бојан Јовановски, кој што е професор на индустријско инженерство и менеджмент. Како станав јас декан, он беше продекан за настава, имав уште двајца продекани, продеканот за финанси Гавриловски и продеканот за наука Туневски. И некако Бојан беше најмлад. Ние другиве бевме генерација, така, сите година две напред назад. Он беше помлад и беше полн со енергија, и ден денес е таков. И почна да истражува, да бара, ајде декан ова да направиме, она да направиме, вака да направиме, ајде да почнеме, викам, со нешто што ти треба. И почнавме, ама тимски, сите четворица, подршка да дадеме, да видиме каде може, од кај да обезбедиме пари, дали може да обезбедиме, дали од држава, дали од сопствени средства. И почнавме нешто полека и Бојан успеа да направи два прекрасни надпревари, Team Win и Team to Win, каде што учествува во првиот повик 70 студенти, во вториот 50. Па се приклучи USA, па ни даде награди. Па тука голема поддршка ни даде компанијата Раде Кончар Теп во соработка и даде проектни задачи да направат, да кажеме, печка на пелети. Што не има такво производство и сега ние имаме дизајнери, имаме термичари, имаме вакви, имаме такво, све. Да. Направија прекрасни, преубави работи и собственикот на компанијата беше презадоволен, он не ги зема целите производи, но рече, овој производ има убава логика како да ги врти издувните гасови. Овој производ има убава логика каде да влезат пелетите. Овој производ има убави рачки. И од све нешто си извади и си направи, така да тоа беше еден многу успешен надпревар, дадовме награди на студентите. После тоа се повтори следната година, Team to Win беше, па се организираше саем од Project Hub. Формиравме нешто кое што се нарекува Project Hub, каде што пак тој Бојан со она млада екипа, негови врсници, асистенти и доценти, многу работеа со студентите. И така, во тие 4 години стварно многу изработевме и одеднаш крах. Тотален. Корона. Ковид. Страшно. 2 години напред, назад, затвори, отвори, не може, децава депримирани, мислам децава за студентите, јас се извинувам, еве и сега се извинувам на сите и на студентите, на час им се извинувам и викам деца, мислам. Ама добро, тоа е. Да. И не е лош називот. Добро. Да.
Некој не може да се навреди затоа што сепак сте вие возрастни, да, до 18 сте возрастни. Возрастни. И значи тоа беше таква една депресија. Бојан тогаш сакаше да се занимава малце повеќе со тој да одреднавање начини, он замина повеќе не беше продекан, но останавме се во тимот, се смени тимот на продекани, само еден од продеканите останал за финансии. И повторно, иако ковид нешто пробавме, наоѓавме чаре, али пак ќе кажам, Бојан буткаше од прв ден, имаше идеја кога дојде пред TeamWin, пред Team2Win, пред Project Hub, имаше идеја и викаше Диган да се приклучиме вега на светската мрежа на FabLab. Тоа е проект кој што е наменет за широки маси, каде што се учи, каде што професорите учествуваат, каде што студентите, каде што од надвор. Чи он ја имаше таа идеја на вистина многу долго и конечно се појави шансата преку Фитер да се аплицира за таков проект. Јас сум пресреќен што го добивме и тоа функционира. И тоа функционира ден денес е отворено. Јас еве ги поканувам сите ваши слушатели, гледачи да дојдат на Машински факултет, да видат што е FabLab, да дојдат со своите идеи, да можат да ги претечат во производ. Значи, едноставно, идеите нивни може да се доразработат со нашите професори, со нашите млади асистенти, со нашите помлади колеги, доценти и вонредни професори, да ја презентираат идејата и да пробаме нешто да направиме од таа идеја да излезе конечен производ. Така да, стварно ми е драго што тоа успеа и мислам дека ќе се развива и понатаму. Значи сакате да кажете дека тие лаборатории не се отворени само за тие три факултети? Не, апсолутно за сите. Ние имаме големи посети, мислам, големи групи на ученици од средните училишта, па дури и од основните училишта доаѓаат да видат. Значи секој може да дојде со нешто нацртано и да рече може ли ова да го направиме. Значи буквално скица на хартија може ли ова. Тоа е практично како производна линија. Апсолутно производна линија. Треба да дојде деве. Понесете еден ден камерата, поминете не само кај нас, пак ќе кажам кај колегите од технолошки, на технолошки беше првиот отворен FabLab, вториот е на Машински и еве третиот е на Фейт и нормално јас не би бил декан на Машински факултет ако не кажам дека нашиот е најдобар, джабе што се они први. Трети. Од таму дошла идејата. Да. Како стои факултетот на пример со опциите за мобилност, за размена преку Еразмус програмите? Имаш ли колеги што били или дали ти си бил можеби? Ти си абсолвент сега, така? Да, јас сум абсолвент. Конкретно за Еразмус програмите има колеги од кај нас исто што се на размена со други факултети. Би стакнал сега баш во периодов јас додека сум претседател на факултетско студентско собрание, во моментов уште после подолго време остваривме средба со представници со Белградскиот Машински факултет, што ми е многу мило. Имавме посета од нив 2 пати тука во Скопје. Заедно со нив чест ми е што решивме да организираме настан што е огромна традиција и настанот се организира во Охрид. Станува збор за машинијада, каде што ќе има представници од сите 6 XU републики, така да тоа е можно за студентите, воедно и ги поканувам сите што се на Машинскиот факултет, уште трае рокот за пријавување, ќе има можност за заеднички сите колеги од регионот што се на смерот, што се конкретно на факултетите машинство, да учествуваме, а со тука и нели идни познанства помеѓу нас, идни пријателства, другарување и разменување на знаења, така да сега конкретно со нив се разговара и за потпишување за некој меморандум за соработка во кој што би имало нели размена студенти, некои од нашите колеги делат во колегите тука во нашето соседство, некои од нивните колеги да дојдат кај нас, така да верувам дека тоа на крај ќе биде една успешна приказна. Одлично, супер. Значи, сакам да кажам, ете и ова е показател што нели дошле колеги од странство и слично, значи
студентите на пример кои би завршиле на машински, секако тоа не е целта, ние како граѓани на земјава. Не е целта да ги праќаме студентите во странство, но доколку има таква потреба, немаат проблем нели дипломата да им биде признаена од странски компании. Само една мала корекција ако може. Да. Буквално целта, барем мојата цел е сите студенти да ги пратиме во странство. Ама за да видат нешто различно, за да видат други навики, друга култура, да поминат еден семестар надвор од оваа средина и секако со тие стекнати нови навики, нови ајде што ги викаме манири или начин на однесување, просветлени, виделе нов начин на учење, виделе нови лаборатории, да дојдат и да го применат тоа. И тоа јас постојано го кажувам. Секој студент од машински факултет кој што аплицира за Еразмус, со задоволство даваме подршка да отиде еден семестар надвор и го препорачувам тоа не само за студентите од машински, за сите студенти. Знаете како порано универзитети имало во големите градови, факултети имало во големите градови. Не е тоа дека тие во големите градови се најпаметни. Него во голем град има друга култура на живење, има друга социализација, има филхармонија, има кино, има театар. И во тоа време кога се правени тие работи, студирањето не било само дај да учиме, имале и социјален живот кој што ги воздигнува културно. И се на тој начин се образуваат младите луѓе, а потоа со тоа нивно образование ги образуваат своите потомства и поколени. И затоа сметам дека секогаш мора да се даде шанса на младите луѓе да учествуваат на меѓународни надпревари, да одат да се подржуваат и не само студентите. Имаме таков став и за младите наши асистенти и за младите наши доценти, па дури и за вонредните професори. Секогаш кој ќе се пружи шанса да имаат еден семестар надвор од нашиот факултет, да отидат во друга држава, да стекнат нови искуства, нови знаења и да се вратат овде да пренесат, секогаш тоа го поддржуваме и бараме начин како да им помогнеме за да заминат. Тоа е многу важно. Тоа е исклучително важно и мислам дека тоа треба на сите да им биде приоритет. Да отидеме, да видиме, да стегнеме навики и да се вратиме. Завчера имаше некоја емисија на телевизија за патувања и беше кажана изреката: не ми кажувај кој си, колку пари имаш, што си. Кажи ми каде си бил во светот, за да знам кој си. И навистина многу значи, ако вие отидете во светските метрополи, не само дека ќе отидете да видите Гучи продавницата или на Ферари продавницата или на не. Ќе видите катедрала, ќе видите филхармонија, ќе отидете во Виенската опера, ќе отидете во музеи, во Париз, значи сето тоа ви додава од на вредност, на личност, така. И тоа е многу важно и тогаш такви ви се вратиме и кога ќе знаеме какви се другите. И некако, не знам, многу е чудно, знаеме како е, ние овде возиме у кола, пушиме и фрламе пикавец и како ќе поминеме границата со Словенија, некако одма автоматски други стануваме, никој ништо не прави проблем. Наистина, да. Е тоа да го донесеме овде, мислам дека никој нема да сака понатаму да се исели. Точно. Па да, веќе ја поврзавме, тоа го споменавте на почеток околу навредата на интелектот. Да, многу убави, многу теми отворивте, многу убави поенти, особено околу делењето на факултетите или дали треба тие да бидат заедно или не, зашто се согласувам. Апсолутно, мислам дека ова беше и најдоброто представување општо на било кој факултет и најдолгиот вовет до сега. Дали мислите дека нешто не покривме околу факултетот? Јас да. Така? Што еднаш само да кажам, а требаше да ми помогне. BEST, STM, студентската организација. Нешто што колку што можеме, колку што имаме услови, ги поддржуваме. Тоа се студентски организации каде што членуваат нашите студенти
од машински факултет, Сдруженијето на овие од индустријско инженерство и менеджмент, меѓународната ИАСТ организација, студентски пракси. Ние секогаш даваме 3 студентски пракси за деца од цел свет. Пак ќе кажам деца, пак лошо, за студенти од цел свет. Имаат право да дојдат во летниот семестар, односно на летниот распуст најчесто доаѓаат да бидат дел од машинскиот факултет. Доаѓаат студенти од Бразил, од Ирак, од Пакистан, од Англија, од Шведска и престојуваат на факултетот како практиканти. Работат во лабораторијата. Но за сметка на тоа што ние даваме 3 стипендии као машински факултет, тројца наши студенти можат да додат било каде во светот на пракса. Тоа е ИАСТ, рекол. ИАСТ, да, така. ИАСТ е таа меѓународната организација на инженери, BEST и STM се исто организации подржани од машинскиот факултет. STM е... Да, повеќе за STM јас можам да кажам, е организација што е кај мене на смерот. Тоа е организација за сите инженери што се дел од индустријско инженерство и менеджмент. Конкретно е баш во четврток, мене ми е многу мило што правиме 20 години од наш и воедно е ве поканувам нормално во Мистер Джек, така беше. Мислам, кафичот, дека се во ова правиме 20 години од локалната група во Скопје, нели нормално на ниво на цел свет таа организација што веќе постои долг период. Иако функционира само на нашиот смер, ја можам да кажам дека конкретно има и многу членови од другиве смерови, така да е исклучителна можност за тие Erasmus програми што ги кажуваме. Значи имавме колеги гости од баш претходниот месец од Португалија, од Турција, од Германија, Србија и така натаму. Сега пред една недела имавме членови колеги, колегата Павле да беше избран заедно со уште двајца колеги беа во Португалија на годишното собрание на STM. Исто така имавме колеги од Белград. За време на летниот период имавме еден вид на летна пракса, ја буквално учествував за тоа. Така да таков тип на организација, еве тука и организацијата BEST исто така која организираше сајм за кариера, кај што исто имавме посета на различен типови на компании кои се нели поврзани не само со машинството, туку и со електрофакултетот и со финки, така да може да кажам дека ги повикам сите студенти што идни студенти што би се запишале на машински факултет да станат дел од овие организации, зашто стварно не е битно само да речеме ќе дојдеме ќе учиме и тоа е тоа, туку битни се овие вон школски активности. Мислам дека тука ние највеќе се здружуваме. Мене ми е мило да после 2 години од пандемијата може такво беше времето и стварно и на сите тешки времиња беа, но сега ми е мило поради тоа што гледаме и за време на одморите и паузите и така натаму луѓето уживаат и стварно има добро другарство на факултетот, така да. Одлично. Како што рековме, цел тој кампус практично се претопува еден во друг, многу професори си соработуваат, но ако би можеле вака накратко да го сумирате машинскиот факултет, која е улогата на еден дипломец кој излегува од машинскиот факултет, која е понатаму неговата улога во општеството? Да. Па добро, ако се ожени да биде дома послушен. Вака, значи, секој си има своја улога во општеството, тоа е мозаик, едни без други не може да функционираат, тоа е многу јасно. Чи зависно од тоа, нели, во која студиска програма ќе се запише студентот, зависно која студиска програма ќе ја заврши, понатаму во животот имаат неверојатна можност за работа. Апсолутно има многу интересно е, поготоа за машинските инженери, веројатно и карактерот ни е таков да не сме многу крути и само бендисани, па прифаќаме се да работиме и многу брзо напредуваме било каде во било која област. Значи, затоа ви кажав и така го почнавме разговорот, не знам дали тоа беше, не има секаде менаџери на болници. Не има во одржување
во сите можни институции. Не има во раководни позиции на сериозни компании, производствени. Не има во наука, не има во настава, не има буквално секаде и навистина го мислам тоа дека некако логиката која што ја развиваат студентите на факултетот им помага понатаму во животот да се снајдат во секоја ситуација. Секаде буквално нема нешто што едноставно не можат да го работат. Машинските инженери. Еве ви кажам, учат дел и од правото, нормално нема да бидат суди, ама знаат, имаат логика да го разберат. Точно. Доволно оно колку што да разберат треба, кога е напишано, да знаат, да почитуваат, да видат, да се придржуваат до тие работи. Едноставно нема граници. Нема граници на вистина, а и се покажува дека и надвор се многу барани машинските инженери. Так. Значи, од препораки што сме давале, од каде се не се јавиле, за дипломи, проверки и така натаму, знаете, кои ќе отидете надвор да се вработите, проверуваат дипломи, се враќаме назад и до пред 30 години завршени студенти се проверуваат. Едноставно има многу простор за работа во секоја област и да си отворат сопствени сервиси. Хидравлика секогаш ќе има потреба. Се не ви е јасно што зборам. Бајери копаат по улица. Така, хидравлика имаат за копањето, се расипе. Еве сервис ќе направам јас мој личен, јас ќе бидам инженер, ќе вработам 20 имам собствен бизнес. Грејење, ладење, рековме термо. Овие со возилата секаде можат да работат. Овие директори секаде треба. Секаде треба, да. Така да нема ограничување. Она што сакам да го кажам како порака е дека упорните успеваат. Ама упорните без знаење не успеваат. Така да треба да не се биде мрзлив, треба да се свати дека сте дојдени 4 години овде, тргате телефонот, тргате се, седнувате во читална, каде што има атмосфера за учење, си помагате едни со други и го завршувате факултетот за 4 години. Мојата порака секогаш е таква на сите генерации. Кога ќе дојдете овде за 4 години да си одите. Што побрзо си отидете, толку е подобро. И за нас и за вас. А потоа сте добре дојдени за соработка. Кога ќе влезете во било која компанија да работите или да се вратите на доусовршување, дали за последипломски, дали за докторски, сте секогаш добре дојдени со проекти, со работа. Тоа е машински факултет, куќа на сите машинци кои што некогаш биле запишани и завршиле машински факултет. Али мотото е тоа, побрзо мора факултетот, и тоа важи за сите. Да. И сега не знам какви се други, дали ве викаат ајде да дојдете, ние ги викаме нашите студенти, ги сакаме нашите студенти да се враќаат и да соработуваме во иднина со нив, но факт е дека мора да се биде упорен и да се определат целите и приоритетите. Дојдов овде да го завршам факултетот. И тоа е приоритет. А време за девојки, за дечкоси, за кафани, за искачанки, секогаш ќе имате. Секогаш ќе имате за тоа. Ова е сега посветување на тие дел од вашиот живот се посветува на факултетот и завршува. Младечки сили, така е. Зашто мислиш дека обично не се спремни новите бруцоши што доаѓаат на машински? Што не очекуваат? Што би требале да го знаат пред да почнат? Па не знам што да кажам конкретно на прашање. На пример, стварно не знам, сега гледам од моја перспектива, јас што не очекував. Што би ти било онака? Не знам, на пример, можеби проблемот е тоа што буквално нели основно и средно пак има повеќе, да, има учење, но сепак нели има и многу дружба и скачање и така натаму. Сега веќе кога ќе дојдеме на факултет, сепак сме ние веќе академски граѓани и
мислиме дека може ќе поминеме така лесно како што е во средно, дека не знам, ќе земеме да учиме 2 дена пред испит и така натаму Не и, баш. и да. И после со текот на периодот ќе сватиме дека тоа не е така, дека реално сега се стекнуваме со вистински знаења и вештини што воедно ќе ни бидат потребни во текот на животот, нели понатаму во работата и така натаму. И можеби тоа е проблемот поради тоа што треба еден период, например, и мене ми требаше искрено на факултетот, не знам, 1 месец и така натаму, 2, за да видам како функционира факултетот и тоа е све навика, ќе се навикнеш на него и ќе сватиш како функционира све, кои се врските што јас треба да ги завршам на времено и според тоа нели јас си го планирам денот, активностите, како што рековме другите нели во наставни активности. Така да мислам дека тоа е проблемот, дека ќе им треба одредено време на идните бруцоши да се навикнат на факултетот, да сватат дека веќе тоа што беше забава, мислам не кажувам дека ќе прекинат забавите, за све има време и така натаму. Да, малце ќе бидат поретки, дека овој е дел од нивниот живот што треба сериозно да го сватат и што благодарение на него нели тоа ќе продолжат да работат и благодарение на него утре ќе заработуваат пари. Така. Уред, јас уживам во разговорот, ви благодарам што ми бевте тука гости. Секако благодарам и за поклонот декане. И секако добре дојдени сте да соработувате со Универзитетско студентско собрание. Се надевам дека и овој простор ќе ви користи, сега се запознавте со него. Се надевам дека овој разговор ќе им користи на едните бруцоши, дека некој ќе се запише на машински токму поради ова. И толку од мене. Ви благодарам. И јас да се заблагодарам. И уште еднаш како што почнав и на крајот се завршам. Многу ми е драго што прво имате ваков простор, што е конечно почна студентското собрание да функционира и треба да продолжи да функционира, затоа што вие сте најголемата сила во општеството. И тоа не е само флоскула, едноставно јас наистина тоа го мислам. Да. Вие имате најголемата мој да ја смените оваа држава и искористите го тоа, направете ни подобро место за нас пензионерите понатаму. Ви благодарам за поканата, прекрасно се чувствував и јас, иако не сакам камера и камера не ме сака, меѓутоа се чувствував многу релаксирано, пријатно и уште еднаш ви благодарам за поканата. И јас исто сакам да се заблагодарам на поканата, одлично се чувствував и се надевам дека во иднина ќе продолжат вакви емисии. И се надевам дека им помогнавме на идните студенти, малце подобро да се запознаат со нашиот факултет. Благодарам. Хвала ви многу.